Граѓаните поделени и угостителите револтирани. Половичните антиковид мерки предизвикаа бура од реакции во јавноста. Додека земјите од регионот и Европа во пресрет на новогодишните празници најавуваат ригорозни мерки, полициски час и карантин, во државава властите делумно ги затворија угостителските објекти. До 20 јануари рестораните и кафулињата по 18 часот ќе имаат клучна врата. Ова ги разгневи угостителите кои сметаат дека секое кратење на работното време ќе води до отпуштање на вработените. Сепак, граѓаните со различни ставови, дел од нив сметаат дека е потребно целосно затворање на рестораните, други пак ја поддржуваат оваа мерка. За мене е добро. Доста е младиве, нека се заштитат малку. Ја мислам дека е добро, затоа што реално има доста заболени и као младите поише сакаат по кафичи. Ама има и лоша страна, зашто навечер нема каде да искочиме, а цела недела сме затворени со онлайн настава. Треба се затворат, боле едно време да почекаме, после се среди ситуацијата ќе можеме сега да одиме. Треба државава нешто да предземе. Дали некои, како да кажам, поригорозни мерки. Независната угостителска комора пак поднесе иницијатива за оценување на уставноста на одлуката за ограничување на работното време. Велат дека ќе ги почитуваат сите донесени владини мерки, но нивните економски загуби ќе побараат да бидат обезштетени. Најавија дека ќе бараат одговорност и од Комисијата за заразни болести, за како што велат селективните и дискриминирачки мерки. Министерот за економија Бектеши вели дека мора да се почитуваат оти се препорака од комисијата која во моментов е најповикана што се однесува до пандемијата. Вети дека владата ќе му излезе во пресрет на угостителскиот сектор. Мора да кажеме дека ние нема да ги изоставиме угостителите во нашата држава, ќе им излеземе во пресрет како влада, како што сме направиле и претhodно. Со мерките за време на празниците, освен што се скратува работното време, се забранува и организирање забави на отворен или затворен простор. Хотелите ќе работат до 21 часот, но и таму се забранети било какви прослави. Ќе работат и кладилниците и казината, но тие нема да служат пијалоци по 18 часот. Се забранува и изнајмувањето викендици и други туристички капацитети за групно собирање и организирање забави.